Почитувани колеги, една година Македонија и светот се погодени од пандемија со COVID-19. Штетата е по нас е двојна поради тоа што за нас, за наша несреќа, имаме неспособна и криминална власт и уште понеспособен министер за здравство. Се извинувам, само ако сакате на почетокот колку прашања имате да ми... Три. Начинот на кој Венко Филипче ја менаџира оваа криза е катастрофален и затоа и бројките се катастрофични. Повеќе од 3000 починати и повеќе од 100.000 заболени. А прогнозите, господине министер, ви беа дека ќе одиме некаде до 2000 болни. Целата стратегија и планови ги градевте врз основа на овие прогнози. Бројот на медицински персонал, лекови, болнички кревети и комплетната логистика. Немањето на стратегија комплетно се преслика и во имунизацијата и набавката на вакцини. Република Македонија, почитувани колеги, е последна во Европа по набавка на вакцини. Последна година пандемија, оваа власт дури сега најде време да донесе закон за лекови, што е предуслов за увозот на вакцините. Немавме план за вакцинација до пред само еден месец. Се покажавте толку неспособен, господине министер, да не можете да примите ниту една донација, а не пак да набавите потребните количини. Епска брука и невиден шамар беше изјавата на премиерката на Република Србија Ана Брнабич. Заев и Филипче се фалеа со вакцини од Грција, не ги добија. Потоа преминаа на фалење со вакцини дека ќе добиеме од Република Бугарија, кои исто така не ги добивме. И пред една недела започна имунизацијата со донираните вакцини од Република Србија. За повеќе од една недела се вакцинираа некаде околу 1500 медицински лица. Бројот на овие вакцини не е доволен за комплетно вакцинирање на медицинскиот персонал во Република Македонија, а не пак на колективна имунизација. Со оваа динамика, господине министер, по 150 до 200-250 лица на ден, пресметајте и ќе видите дека потребни ви се 11 години за да ги вакцинирате 1 милион жители. Цел регион и Европа вакцинираат од декември лани. Сега сме на прагот на март, а во Македонија не е набавена ниту една вакцина. Власта целосно потврли и ги остави македонските граѓани последни во регионот кои ќе се имунизираат и ќе прашам, кој и кога ќе понесе одговорност од власта за фијаското во здравствениот систем? Зошто дозволи власта после една година пандемија да биде изненадена како снег во јануари? Зошто толку доцна ги почнавте преговорите за набавка на вакцини? Дали причината за ова е тоа што со големите производители нема договори за високи провизии и коруптивни проценти? Сите новозаболени и починати ќе ги носите на душа, а тоа што имунизацијата и колективниот имунитет ќе каснат, ќе доведе до тоа да економската криза се продлабочува, а македонските бизниси пропаѓаат, а граѓаните да ни осиромашуваат. Вакцини, кажавме, не набавивте. Ама ништо не ве спречува, господине министер, во намерата за скандалозни бизниси и распродажба на јавното здравство. Започнавте да го правите тоа со итната медицинска помош, лабораториите, рентген, сега е наред секторот стерилизација. Со овој договор представува огромен грабеж на здравствениот буџет. Со ова за оваа намена ќе се плаќаат 5 до 7 пати повеќе средства од тоа што се прави досега. Договорите ги направивте вие, одбравте фирма и ги доставивте за подпишување до директорите на клиниките, кои патем одбиваат да подпишат вакви штетни и криминални договори по нивните клиники и сега ги притискате, му се заканувате со смени само за да подпишат. Само колку да знаат граѓаните за што точно се работи, за каков грабеж, за каков криминал станува збор, ќе дадам еден пример. Ако досега за еден сет набавен стерилизирани инструменти за амбулантски преглед на пациенти се плаќаат 420 денари, со склучувањето на овој договор истиот сет ќе ги чини клиниките 1726 денари или повеќе од 4 пати поскапо. Или ако една болница досега годишно за стерилизација трошела
од 3 до 4 милиони денари, со новиот договор ќе троши 76 милиони денари. Прашувам, кој е тоа подобрување во услугата што ќе чини толку скапо? Зошто го спроведувате овој грабеж? Во чии приватни џебови ќе завршат овие средства? А договорите се на 15 години, а ќе се извлечат, украдат од Република Македонија од здравствениот буџет повеќе од 15 милиони евра. И прашувам, доколку има инфекција во некоја болница, чија конечно ќе биде одговорноста? На болницата или фирмата за стерилизација? Или не дај Боже доколку почине некој пациент од сепса? И воено ги повикувам директорите на клиниките да не ја подпишуваат оваа спогодба, овој договор, да не ја ставаат непотребно главата во торба и да размислуваат во интерес на граѓаните на Македонија и здравствениот буџет. И конечно, уште еден пред нас е грабеж на векот во Република Македонија со доставувањето до собранието на законот за проект за изградба на нов клинички центар во Скопје. 500 до 700 милиони евра за проект во кој не се решени имотно-правните односи и земјиште, проект во кој е спорна јавната набавка, однапред може да се договори цената и да се даваат фиктивни понуди. Пола милион евра за проект на периферија на Скопје, каде нема квалитетно инфраструктурно поврзување, а се остава атрактивна локација на државната болница во центарот на Скопје на располагање на урбаната мафија. Со законот се елиминира конкурентноста, што отвора врата за корупција. Најкорумпираната влада во Европа, која е рангирана на 111-то место, се става простор да си најде двајца понудувачи со кои ќе ја договорат цената и провизиите. Ова е закон за маркетинг пред избори, а не за подобрување на здравствениот систем. 500 до 1 милиарда евра за проект кој ниту е јасно дефиниран, ниту се знае како ќе се гради, ниту како ќе изгледа, ниту пак како ќе се одржува. Не ни е потребен уште еден проект како езерото Треска да го изградиме, а да не можеме да го одржуваме. Прашање до собранието: доставивте предлог закон за проект на нов клинички центар. Во истиот нема детали, се гледа дека е напишан за одредени ваши фирми, се надзира криминал. И зошто ваков закон за проект? Дали со ова сакате повторно пратениците да го легализираат вашиот криминал? Јасно е дека ниту направивте 4 години, ниту ќе направите ништо на планот на нов клинички центар. И за крај, почитуван министер, ова што го држам во рака е слика од новиот клинички центар што се гради во Хјустон, во Соединетите Американски држави и чини 550 милиони евра, долари. Односно 640 милиони евра. Господине министер, дали овој проект на новиот клинички центар ќе биде барем сличен на овај со 19 спратови за студенти, со 19 спратови за академски простории, со 30 спратови за медицински сали? Затоа, уште еднаш ќе ве прашам, зошто закон во собранието на Република Македонија за проект за изградба на нов клинички центар и дали со ова сакате пратениците да ви го легализираат криминалот? Ви благодарам.